Османи, Макрон, Вархеј, Петков, па и Борисов и Радев сите преговараат и разговараат за францускиот предлог за решение на спорот со Бугарија. Само за премиерот на Македонија Димитар Ковачевски немало ништо ново, се било исто како во Брисел, каде барем официјално го одби решението од Париз. По неколку дена конечно се појави во јавноста на настан за кој владата не ги информираше медиумите, а премиерот се обиде да ги избегне новинарите, но не успеа. Премиерот Ковачевски изјавува за францускиот предлог, молам. Значи нема потреба бегање од медиумите. Зошто бегање од медиумите, Ковачевски? Кажете што ме прашувате. За францускиот предлог, конечно владата. да. Како? Зошто ретирира владата? МНР Османи вика дека не е отфрлен во целост А вие го документот. отфрливте. А вие рековте дека целосно е неприфатлив. Јас ќе упатам само на мојата пресконференција која што има во Брисел и ставовите кои што таму ги изреков се истите ставови во овој момент. Врелиот Костен во овој момент премиерот го префрли кај Министерството за надворешни работи, чиј министер Бујар Османи кажа дека францускиот предлог не е целосно одбиен. Ковачевски вели тие преговарале, а штом ќе имало конечно решение, тоа ќе било објавено. Добро, што имаме ново са? Ново мора да има нешто. Не може да нема ново. Во Вархеј кажува моментов- дека тој предлог е единствен, Макрон порачува да го прифатиме. Во моментов нема ништо ново во однос на тоа што беше разговарано до денот кога беше пресконференцијата, пардон, со каблите. Добро, значи немаме ништо што правиме со Бугарија во моментов. Како што ви кажував и до сега, процесот со Бугарија се води од страна на Министерството за надворешни работи. А вие сте шеф? А Министерството за надворешни работи со своите експертски тимови разговараат со Министерството за надворешни работи во Бугарија. Без споменување на било какви промени и корекции во предлогот на Макрон, тоа е решението за еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, вели бил прифатен од бугарскиот парламент и е тежиште за решение на спорот. Одбивањето, кое беше барем официјално од Ковачевски, како да не постои за него. I have high hopes that the intergovernmental conferences with Albania and North Macedonia can be held within a matter of days. The countries have delivered all that has been asked. They're ready, and we should be too. We have now a solution on the table endorsed by the Bulgarian parliament, so all obstacles are overcome. Europe must move forward. Предлогот од Париз, за кој Османи демантирајќи го својот барем на хартија шеф Ковачевски, кажа дека не е целосно одбиен, е речиси едногласно прифатен во Бугарија, сите се наставот дека таму сите бугарски барања сега стануваат услови на Европската Унија.